Хераклија како локалитет од секогаш ми била интересна, инспиративна и токму затоа често пати ја посетував и како наставник со учениците. Исто така и како координатор на колонијата Де-Ниро ги носев гостите, уметници, членови на колонијата Де-Ниро. Некаде пред 15 години Завод и музеи распише конкурс за учениците на тема Хераклија. Со учениците неколку пати бевме на лице место, правевме скици. Тоа го искористив и јас како пример за учениците. Направив некои скици и тие толку ме инспирира што и како битолченец сакав да направам еден циклус и во неколку години насликав 40 мотиви од Хераклија, онака како што јас се гледав и доживував Хераклија. И таа изложба беше во Битола, потоа беше пренесена во Охрид, во двата салони на куќата на Робевци, потоа беше пренесена и во Скопје, во галерија Кора, а ево за моја среќа денес ја отвараме и овде во овој прекрасен салон и сум многу задоволен дека се вклопе убаво. Исто како да сум ја правил токму наменски за оваа галерија. Инаку изложбата нека биде повод и за покана и за прилепчани да одвојат малку време, да стрчнат и до Хераклија. Хераклија колку да се гледа не може да се надогледа. Сигурно дека поинаков впечаток ќе имаат во оригинал кога ќе видат и мозаиците и другите археолошки остатоци. Затоа што овој пат ја донесов еден дел од Хераклија, јас како што ја гледам овде, за тие што не можат да ја посетат или не ја посетиле, да видат од прилика што таму можат да видат. Нека биде ова отворена покана за прилепчени за нашиве комши. Ние мора да соработуваме повеќе како градови, имаме подобри услови отколку со другите градови кои што ни се подалечни и се надевам дека така и ќе биде и во иднина. Изложбата мотиви од Хераклија на Панде Петровски е многу значајна со нејзиното позиционирање во Прилеп, затоа што овој простор не е само реновиран физички, туку е вовед во една нова соработка меѓу двата наши пријателски градови во културата, во уметноста. Присуството на Панде Петровски, еден од најстариите сликари во Македонија, е всушност присуство на една традиција која е поврзана најдиректно, најимпозантно со овој простор кој има долга, значајна и многу важна позиција во македонската ликовна уметност воопшто. Во тој контекст треба да се обележи дека ова продолжување на таа традиција, наречена хераклејски импресии, всушност е еден вид на доближување на безвременоста во контекст на една нова културна и творечка димензија во представувањето на ликовната уметност не само пред прилепската публика, туку и воопшто во македонското милје, бидејќи ваков ликовен простор во моментот тешко може да се најде на ваква локација, со ваква публика и со ваков
широк интерес на луѓето и нивниот почит кон ликовната уметност.